الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарност му припаѓа на Allah subhanahu wa ta'ala. Салават и селам на нашиот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, неговата фамилија, неговите асхаби и сите оние кои го следат, ќе го следат неговиот правец, неговиот суннет до судниот ден. Почитувани браќа, денес во името на Allah subhanahu wa ta'ala ќе прочитаме од книгата на имам Ибн Al-Qayyim рахимахуллаху ta'ala. Тоа е книгата Al-Fawaid, придобивки. Ова е многу една од најбитните книги, затоа што Ибн Al-Qayyim рахимахуллаху ta'ala имат напишано неколку придобивки и имат зборвено овде за неколку тематики и како што знаете дека Ибн Al-Qayyim рахимахуллаху ta'ala кога ќе пише е еден човек што долго имат размислено и темите што ги пише овде, значи ги објасни на најисправен и најточен начин што може да се објасни. Не пиши само пиши и помини, туку те стави да размислуваш убаво и да сватиш дека вистина е така, она што тој го кажува. Денеска ќе застанеме со едно поглавје, а тоа е фаслун. Овие поглавја треба да се знае дека Ибн Al-Qayyim рахимахуллаху ta'ala не ги имат напишано вака како тематики тој. Тематика да е тема ова во книгата како што се напишани овде. Него Ибн Al-Qayyim рахимахуллаху ta'ala имат пишано само фаслун, поглавје и после почви директно со темата. Пишит. А научњаците оние што има читано книгата, после има ставено поглавје за све од овие. По тематиката што зборвит Ибн Al-Qayyim за една тематика, после тие одбред некое поглавје дека ова е тематиката за ова што зборвит сега овде Ибн Al-Qayyim рахимахуллаху ta'ala. فصل في عظيم كرم الله وفضله وحكمته ولطفه. Поглавје големата дарежливост, благодат, мудрост и милост на Allah subhanahu wa ta'ala. Велит Ибн Al-Qayyim рахимахуллаху ta'ala: "Фарриг خاطرك للهم بما أمرت به." Велит, грижи се за она што си наредуван. Грижи се за она што си наредуван. Што значи ова? За она што ти имат Allah subhanahu wa ta'ala ти имат наредено. И ти имат направено обврска и обавези, грижи се за тоа да ги исполниш тие. Велит: "Вала ташгhalhu бима думина лака." И немој да се ангажираш, да се грижиш за она што ти е гарантирано тебе. За рискот. Овде иде сега Ибн Al-Qayyim рахимахуллаху ta'ala ни објасни многу јасно за рискот, за она што луѓе денеска најповеќе се грижат. За она што ги остават и наредбите на Allah subhanahu wa ta'ala на страна, само да не му избегат нешто од она што му е гарантирано. Ги остават оно што е наредба и што е наредуван, да ги исполнит, што Allah subhanahu wa ta'ala му има наредено, а се ангажират и се грижит да го стигнете она што му е гарантирано од Allah subhanahu wa ta'ala, затоа што вие знаете дека Allah subhanahu wa ta'ala што вели во Куран: "Ва фис сама'i ризкукум ва ма ту'адун." Вашата обскрба каде е? Во небото. Не е во Швајцарија, не е во Германија, не е во Македонија, не е во Албанија. Нема речено, ако ќе беше така, сите ќе трчавме да одиме во Швајцарија, зашто да не ги земе некој рискот, обскрбата наша. Имат овде побогати луѓе од Швајцарија? Македонија? Имат. Имат овде милионери? Имат. Има Швајцарија што нема што да јадат?
Имат Швajcaria или Германия што не му излегвит крајот на месецот, иако земвит 2000 евра или 2500, пак на крај не му излегвет, не му стигнет за да и завршит неговите потреби. Затоа човекот треба да се ангажират и да се грижит за она што Аллах субхана таала му има наредено да ги исполни. Ова не значи тој да биде дембел. Да не се свати Ибнул Каим, не му е целта тој да легне и да спие. Не, него да не се врзи со срцето само за рискот, ако не работаме, да почнеш како да се направиш како глуп, како будала, дека не го стигна еден денар. Или да се грижиш нешто, ако, например, посебно овие таксистите, да речеме, ми ги зеде муштериите. Не ти ги зеде муштериите. Оние муштерии не бее за тебе, да бее рск твој, да бее обскрба твоја, тој не можеш да ти ги земе, немаше шанси. Зашто ова е гарантирано кај Аллах субханаху ва таала. Таксистите што прават? Ми ги зеде муштериите мене, од она тура што ги возеше да ми даеш, зашто јас требаше да ги возам. Да требаше ти да ги возиш, ќе ги возеше. Не требаше ти да ги возиш, затоа Аллах субханаху ва таала не ти ги има даено тебе да ги возиш тие муштерии. И така треба да се свати правилно рискот и обшфрвата. После велит فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان. Велит ризкот и еджелот. Значи ризкот, обшфрвата и смртта, ето овие се двајца брача. Како две брача се. Овие идет заедно одет. Се додека ти имаш ризк, смртта не ти идет. Се додека кога ќе ти дојде времето, еджелот, да знаеш дека и рискот твој веќе имат завршено. Никој не може да го спречи тоа. Зато велит فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. Се додека велит еджелот уште не ти е дојден. Уште имаш време. Уште Аллах субхана таала нема наредено ти да умриш, велит рискот ќе ти дојде. Обскрбата ќе ти дојде. وإذا سد عليك بحكمته طريقا من طرقه فتح لك برحمته طريقا أنفع لك منه. Ако со мудроста негова Аллах субхана таала ти го затвори некој пат од рискот, за да не го стигнеш тој риск. Тоа ќе ти отвори, вели, со неговата милост, вели, еден правец, еден пат подобар и покорисен за тебе. За твојата обскрба. Ти мислиш дека зашто Аллах субхана таала што вели? Аса ан тухиббу шејан ва хуа шаррун лакум. Ва аса ан такраху шејан ва хуа хајрун лакум. Можда вие нешто го мислите добро, вели Аллах субхана таала, ама тоа е полошо за вас. Можда и обратно. Вие нештото го мислите дека тоа е лошо за вас, а тоа може да биде добро за тебе. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Аллах знае, вие не знаете. Ти не знаеш, немаш влезено во кадерот на Аллах субхана таала. Аллах субхана таала не ти има објавено тебе за кадерот твој, што ќе биде. Дали ова е корисно за тебе или не е корисно за тебе. Ти си створение и можеш да мислиш дека ова е нешто покорисно за мене да го стигнам. Аллах субхана таала те спречви со неговата мудрост, те спречви тоа да не го стигнеш тоа. Ти мислиш дека тоа е добро, не е добро, да беше добро ќе го стигнеше. Аллах субхана таала ќе ти овозможеше ти да го стигнеш тоа. Затоа велит فتأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة وهو سرة. Видиш што велит сега? Велит медитирај во состојбата на човекот кога е во стомакот на својата мајка, како му иде обскрбата, велит, од страна на крвта. И тој има само еден правец. Према кој? Папакот. Од жената и од обскрбата се хранити и бебето во стомакот на својата мајка. Како му иде, велит, обскрбата? Све што му треба од оксиџен, од витамини, тука му помити му иде до обскрбата. Тој ништо не се мачите. Се велит, медитирај во тоа, велит, како Аллах субхана таала му има даена обскрба на човекот додека тој е бебе во стомакот на својата мајка. Велит после што велит? فلما خرج من بطن الأم وانقطعت تلك الطريق فتح له طريقين اثنين
وأجرى له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول لبنا خالصا سائغا. Velit, koga ke izlegvit od stomakot, od svojata majka. I Allah subhanahu wa ta'ala mu sprečit pravecot što se hraneše do сега. Тој пат што се хранеше до сега, како што кажавме, од крвта на својата мајка, Allah subhanahu wa ta'ala му го спречи. Што му прави после вели? Му отвори две правеци. Две правци. Велит: وَأَجْرَى لَهُ فِيهِمَا رِزْقًا أَطْيَبَ وَأَلَذَّ مِنَ الْأَوَّلِ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا. Allah subhanahu wa ta'ala ќе му отвори две други правци. Велит: и во тука ќе му дават обскрба, најдобра обскрба од она што беше во првата. Во првата се хранеше према кој? Крвта. Во тука му иде витамините, оксиџенот, све. Сега Allah subhanahu wa ta'ala вели две правци. Што е тоа? Ке пие велит од млекото од својата мајка. И тоа е повкусен него од првата, што беше? Од првата храна што му одеше. Тоа ќе му биде повкусен и подобро за него. Значи Allah subhanahu wa ta'ala му го спречи едно, му отвори две други правци, за да се храни од обскрбата, него да му иде. Велит после: فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام فتح طرقا أربعة أكمل منها طعامان وشرابان فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان من المياه والألبان وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. Видиш што велит? Кога ќе му се спречи, веќе она што доењето во својата мајка. Allah subhanahu каде тој две правци има тука. Две патишта има за да пиет од својата мајка. После Allah subhanahu овие му ги спречи, велит му отвори 4 патишта. Од 2, 4 му се прави. Одма. Велит Ибн Аль-Каим рахимахуллаху та'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ќе му отвори 4 патишта, а тоа е ќе јаде велит две од храна ќе има две врсти, велит, и од пиење ќе има две врсти. Јадење, видиш што велит, ќе јадат месо, ќе јадат нешто од зеленчукот, од све што е добро и корисно за него. Allah subhanahu wa ta'ala сега му дават заби. Му дават заби за да може да јаде и други врсти на храни што е корисно за своето тело. После велит шарабани и ќе пиет велит две врсти на течности. Кој што? Ќе пиет и вода велит и млеко. Пред тоа што пиеше само? Пиеше вода? Не пиеше вода. Зашо велит на бебето не му давај вода? Додека, зашто? Немаат потреба. Се додека немаат заби, не треба да му се дават храна на бебето. Allah subhanahu wa ta'ala скрбата негова е гарантирана каде? Кај млекото. Зато го гледаш бебето не е како ние што јадиме месо, храна, го гледаш на машала, пуфче. Од кадето? Све од млекото. Све од млекото. После, кога му иде после тоа да се спречви после 2 години, кога ќе помине 2 години, Allah subhanahu wa ta'ala 4 патишта му дават и да јајат разни врсти на храни, па му дават и да пиет не само млеко, сега и вода, и сокови, и други работи што е корисно за своето тело. Види сега што велит. Ова е се додека е жив, ќе продолжи така со овие 4. После велит: فإذا مات انقطعت عنه هذه الطرق الأربعة لكنه سبحانه وتعالى فتح له إن كان سعيدا طرقا 8 وهي أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. Allah subhanahu wa ta'ala veli kога ќе му ги спречит овие 4 патишта за обскрба, за храна. 4 јадење, пиење, што имаше разни врсти, ќе му дојде смртта. Кога ќе му дојде смртта, овие 4 се затворат, Allah subhanahu wa ta'ala ќе му отвори велит 8 патишта. Од 4 колку се направи? Дупло. Само значи обскрбање иде и се зголем вид, ќе му отвори велит 8 патишта ако е од верниците. Ако е од верниците ќе му се отвори велит
8 vrati na džennetot. Da влезете od koja vrata saka toj. Da mu se otvoret 8 vrati na džennetot, da влезет той od koja vrata saka toj. Гледате колко е големата милост и мудрост на Аллах субханаху ва таала. Zato čovjek treba da se griže za ona što Allah subhanahu wa ta'ala ima naredio. Ovdje drugite, ti ne umriš sve do deka da go završiš. Da ojadiš tvoja ta opskrba, ne umriš. Nema da umiraš nikogaš. Da znaš i da se sobere cel svet da te ubijet, nema šanse da te ubijet. Ako imaš ti ušte, opskrba, da jadiš i da piješ i da se hraniš. Nema nikoj da ti go spreči to, a sve do deka Allah subhanahu wa ta'ala da donesi eđelj tvoj. I vaka treba da se shvati to. Znači nije se grižimo, zato i se pravime poslije što se pravime? Bahil, škrtaci se pravime. Ne sakame da davame, ne sakame da pomognime, samo za sebe si mislimo, samo za našite deca, da drugite neka umre, mene da ne mi se namalite jedan denar vo džepot. Zašto nije ги имаме сватено обсрвата како што треба? Ако ја сватиш обсрвата како што треба, ти не се грижиш после за обсрвата дека нема да ти дојде. И знаеш дека тоа ќе ти дојде се дека ти имаш живот. Ова е интересантна тема. После велит فهكذا الرب سبحانه وتعالى لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. Велит Ибн Аль-Каим рахимахуллаху таala, така велит Allah subhanahu wa ta'ala, не му спречи на својот роб нешто, својот роб верник, нешто од дуњалокот, освен ќе му дават нешто што е покорисно и подобро за него. Ако Allah subhanahu wa ta'ala ти спречи нешто, да знаеш дека Allah subhanahu wa ta'ala има спремано нешто за тебе подобро и покорисно за тебе. Иако на твоите очи не се гледа тоа. Ќе го сватиш после. Ќе го сватиш покасно. И затоа верникот треба да знае, треба да е спреман натрешно, неговото срце треба да е спреман, нека Allah subhanahu wa ta'ala ако те спречи од нешто, не ти го дава тоа да знаеш дека тоа не било за тебе. И да не се секираш, и да не се грижиш за тоа. Зашто ние некогаш знаеме, Allah subhanahu wa ta'ala, ама натре осетиме мало болка, осетиме болка натре. Зашто не го зедов јас? Зашто не ми дојде мене она? Ти ќе поминиш на пат, например, сега, иде некој делит, пари, да речеме, делит, садака. Пред да поминиш ти 3 секунди, помина еден друг и тој му даде него 100 евра, ако помина ти, веќе заврши е парите. Ти позади него си. Го гледа сега што прави, тој него му даде тебе, веќе готово. Камо да бев јас, тој пред 2-3 секунди. Камо ја да бев да ми даеше мене тие 100 евра, тие 200 евра. Овде ти осетиш што? Болка сега. Ако сватиш кадерот добро, дека тоа не било за тебе, да беше за тебе ќе дојдеше, немаше да се грижиш. Не бил за мене, да беше. Ќе стигнеше до мене. Вака треба да ги сватиме работите. Велит وليس ذلك لغير المؤمن. И ова немој да биде за некого друго освен за верникот. Кој е ова што го читавме? Дека Allah subhanahu wa ta'ala ако ти спречи нешто од дуњалокот, ќе ти даде нешто покорисно што е за тебе. И ова немој да биде освен за верникот, зашто за верникот го свати тоа. Оне верникот гледаш ти што прави чафирите таму? 1 цент во маркет не ти го пуштите. Нема шанси да те пушти тој за 1 цент. Зашто? Зашто тој прави дуњалошка математика одма. Што вели? Ако јас 1 цент на ово, 1 цент на ово, 1 цент на крајот месецот, колку идет? Олко. Па на крајот на годината, сега не ти опрости тебе тој за 1 цент треба цело нешто да го вратиш назад. Немат, не те пуштит. Освен да му даеш или а кај верниците, муслиманите наши што продаваат 5 денари, 6 денари, 10 денари, некогаш и 20 и 30 и велат. Ајде оди, кој го прави тоа? Зашто го прави тоа? Оно е верувањето, дека Allah subhanahu wa ta'ala ќе му го вратите. Зато велит, وليس ذلك لغير المؤمن, ова немој да биде за некого друг, освен за верникот, за искрениот. После, فإنه يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ولا يرضى له به ليعطيه الحظ الأعلى النفيس. Allah subhanahu wa ta'ala го спречи, велит, она што е понижно, она што е нешто ситно и понижно кај Allah subhanahu wa ta'ala, не е добро за него.
Тоа му го спречи. Дјавол се гледат во твоите очи, големо тоа нешто. Аллах субхана ва таала не е задоволен тоа да му стигне на еден верник. Затоа не ти го дават. Вели, освен ова му го спречит, освен за да му го дај нешто што е повисоко и повредно. Му го спречит нешто што е понижно, за да му дават нешто што е повисоко кај Аллах субхана ва таала и повредно кај него. И покорисно и за тебе. После види со вели сега, وَالْعَبْدُ لِجَهْلِهِ بِمَصَالِحِ نَفْسِهِ وَجَهْلِهِ بِكَرَمِ رَبِّهِ وَحِكْمَتِهِ وَلُطْفِهِ لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا وبقلة الرغبة في الآجل وإن كان عليا. Велит робот од неговиот джехл за она што е подобро за него. Робот со неговиот джехл не знае што е подобро за него, велит и не го знајт, и е джахил за дарежливоста на Аллах субханаху ва таала, и е джахил во мудроста на Аллах субханаху ва таала, и е джахил за милоста на Аллах субханаху ва таала, немој да ги разликуваат меѓу она што му се спречи него и за она што му е резервирано него. Му се спречи нешто што не е корисно и е понижно, а му се имат резервирано нешто што е покорисно за него, ама тој вели зашто не го познава на Аллах субхана ва таала. Е джахил во мудроста на Аллах субхана ва таала, е джахил во милоста на Аллах субхана ва таала и вели што вели сега. Вели бел хуа мулаун би хуббил аджили ва ин кана даниан. Вели тој многу го сакат она што е и го врзи срцето за она што е да го стигне нешто што е брзо, иако тоа не е нешто понижно, вели. Да го стигне нешто што е брзо за тука сега го гледат пред очите своји моментално што е, ама тоа не е корисно, а неговото срце е исполнето за тоа да го стигнат. Велит после وَبِقِلَّةِ الرَّغْبَةِ فِي الْآجَلِ وَإِنْ كَانَ عَلِيًّا. И му се намалуваат интересот за да го стигнат она што ќе му дојде покасно, иако тоа е повисоко и повредно за него и покорисно за него. Ние некогаш сакаме она што ни се пружи одма, тоа да го стигнеме. Не мислиме дека она Аллах субхана ва таала можда за нас имат резервирано нешто што е подобро ако не се брзаме сега за она што е понижно. Можда Аллах субхана ва таала може да ти го дават и тоа, ама тоа не е добро за тебе и затоа не ти го дават. Ти имат резервирано нешто што е покорисно за тебе, ама ти зашто не го познаваш на Аллах, не познаваш мудроста на Аллах, не познаваш милоста на Аллах, знаењето на Аллах, не познаваш како и се брзаш да го стигнеш она што не е корисно за тебе, го заборавиш она што Аллах субхана ва таала имат резервирано за тебе. Ама тоа ќе ти дојде покасно. Зато велит وَلَوْ أَنْصَفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ وَأَنَّى لَهُ بِذَلِكَ. Ако робот велит беше праведен со Аллах субханаху ва таала, камо да беше така, вели Ибн Алқаим рахимахуллаху таала, لَعَلِمَ أَنَّ فَضْلَهُ عَلَيْهِ فِيمَا مَنَعَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَلَذَّاتِهَا وَنَعِيمِهَا أَعْظَمُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَيْهِ فِيمَا آتَاهُ مِنْ ذَلِكَ فَمَا مَنَعَهُ إِلَّا لِيُعْطِيَهُ. Вели ако робот беше праведен и можеше да ги свати тоа праведен со Аллах субхана ва таала, ќе го сватеше, камо да го сватеше, велит мудроста на Аллах субхана ва таала, ќе знаеше дека благодатот на Аллах субхана ва таала е поголем за она што му имаат спречено од добрините на дуњалокот. Треба да знае дека велите она што Аллах субхана ва таала има резервирано за него покасно, тоа ќе му биде покорисно за него од она што му тој се брзат за да му го дават. Сега فَمَا مَنَعَهُ إِلَّا لِيُعْطِيَهُ. вели Аллах субхана ва таала не му спречил нешто освен за да му дават нешто подобро за него. وَلَا ابْتَلَاهُ إِلَّا لِيُعَافِيَهُ. И не го искушувал освен за да го оздрави и да го спаси од нешто што е штетно за него. Велит وَلَا امْتَحَنَهُ إِلَّا لِيُصَافِيَهُ. И не го има ставано во тест или во иптила или во искушение освен за да го чистит. Да го чистит натрешто. После верит وَلَا أَمَاتَهُ إِلَّا لِيُحْيِيَهُ. И не му наредил тој да умри
или смртта за него, освен за да го оживеи во судниот ден. ولا أخرجه إلى هذه الدار إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. Allah subhanahu wa ta'ala velit i nego istaj во овој дуњалог тој да живеет, освен за да се спремит за она што го чекат него во ахиретот, со средба со Allah subhanahu wa ta'ala и да го земит патот што го доближ вид кај Allah subhanahu wa ta'ala. Затоа сме дојдени овде во овој свет. Не сме дојдени овде да уживаме и се засекуваш, не. Allah subhanahu wa ta'ala што вели во сура Аҙ-Ҙаријат: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Не ги створи джиновите и луѓето освен мене да ме обожуваат. Затоа сме дојдени. Затоа велит, затоа Allah subhanahu wa ta'ala те има створено и те има даено во овој свет за да се спремиш за она што те чекат во другиот свет. И после верит го читат ајетот на Allah subhanahu wa ta'ala: فجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Велит Allah subhanahu wa ta'ala кој има створено и кој има даено денот и ноќот да се менуваат, да бидите дење и ноќе. Зашто? За да земет поука оно што сакат, да земет поука и сакат да му се заблагодари на Allah subhanahu wa ta'ala. И после велит: Wallahu мустаан, од Allah бараме помош. Ова е едно поглавје цело што Ибн Каим рахимахуллаху таала зборви за обскрбата, како треба да се свати. И ова ти дават едно, што се ве едно огледало сега за твоето срце и ти ги објасни многу од проблемите што можеш да ги имаш внатре и не можеш да ги кажуваш со уста, ама ги имаш натре. Ова е како огледало сега за секој од нас, за да го сватит, да ја сватит обскрбата како што треба, како што се барат од еден верник. Го молиме на Allah subhanahu wa ta'ala да ни дај корисно знаење. Молиме на Allah subhanahu wa ta'ala да ни дават добра обскрба и да се храниме само со халал, затоа што сифатите или знакот на Ахлу сунна вал џамаа, што велит Имам Ахмед или пак наследениците на суннетот е аклул халал. Јадет само халал. Пазе што јадет. Не само све што ќе му излеги напред, му се велит халал и јајте. Не го се интересират дали вистина е то халал или пак не е халал. И ова е знак на Ахлу сунна вал џамаа и следбениците на суннетот на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. И така биле и асхабите. И ова го имаме спомнато во другите дерсови. За Саад ибн Аби Вақас беше од оние луѓе што му се прифатеше молитвата. Кога праше зашто, може велит, што велеше? Секој парче леп или храна што го ставам во мојата уста, знам од каде му е потекло. Секој парче вели, знам од каде му е потекло. И дали е халал или е харам, и од кое место имат излезено. Од кое место имат излезено. Allah subhanahu wa ta'ala да ме награди. Ова беше само една како потсетување на она што е земано порано. Вистина ова книга вреди да се читат од почеток до крај, зашто има интересантни тематики. Ова не е само книга што зборви за една тематика, ова книга зборви за разни тематики. Негде имат само поуки, негде имат само совети, негде имат тематики добри, интересантни како ова. И така. Негде имат објаснување на хадисите. Некој хадис го објаснит убаво и детално да го сватиш. И така, Allah subhanahu wa ta'ala да ме наградит. Иншаллах, другите дрзови ќе продолжиме со фикхот таму каде што имаме застанато, а тоа е што е нешта што го расипват на абдесот. Пред тоа е убаво да му правите едно повторување на другите дерсови, затоа што знаењето ако не се повтори, се заборајте. Абу Хурайра велеше секоја вечер го повторам знаењето. Хадисите на пратеникот салаллаху алейхи ва салем, еден дел цел велеше, ги повторам хадисите на пратеникот салаллаху алейхи ва салем. А ние еднош ги слушаме и после
I pastaj kada keni prashesh pak isto to. Ne një znajme. Allah da me nagradit, wa aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, subhanak Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.